Денес е светски ден на штедењето, кој нагласено го поставува прашањето колку кај нас реално може да се заштеди со актуелните плати и високите цени. Ништо не може да заштедам. Да ти кажам, ја може да заштедам кога деца кои ми пратат пари од Канада и од Исланд, а тука не може ништо да заштедам. Ако не јадиш, ќе заштедиш, ако јадиш нема штедење. Треба да трпиш па да заштедиш 2 динара. Не. Зошто? Па оти не сте су. Јас имам инвалид човек. И не сте су тоа. А може ли да се покрие барем месец? Не бре, какво покривање, струја, вода за лекарства даваме по 4000 за него, за мене. Плати вода, струја и тоа е деца. Ништо. Од месец до месец не може да заштедиме. Да платиме давачките, да лекови да купиме. Не може. Не, а? Анкетираните граѓани имаат своје искуство во штедењето, но фактите на Народна банка велат поинаку. Граѓаните во банките чуваат 10,22 милиарди евра, а домакинствата се повеќе штедат во банките. Децидни се од Народна банка. За волја на вистината, граѓаните имаат и долгови и тие според анализата на Народна банка изнесуваат 8,66 милиарди евра. Долговите на граѓаните воглавно доаѓаат од кредити и тие на годишна основа раснат помеѓу 10 и 16%. Многу важно во оваа анализа на граѓанскиот дефицит е тоа зашто тие ги трошат парите и по кои основи најмногу се задлужуваат. Овде статистиката е јасна и таа е следната. Во септември има раст од 1,3% на автомобилските кредити. Раст има и кај кредитите за купување на станови и куќи, но и по други основи. Од друга страна, паѓаат задолжувањата на кредитните картички и на годишно ниво е помало за 6,7%.